Почитувани, добар ден. Стартуваме повторно со црвена линија. А еве зашто ќе говориме денес со вас. Локалните избори 2025 година завршија со многу ветувања, но со мала излезност. Илјадници граѓани избраа да не излезат на гласање. Ова отвара и важно прашање дали излезноста ја одразува волјата на народот или пак уморот и разочареноста од политичкиот систем. Во таква ситуација повторно се поставува дилемата. Дали гласањето треба да биде задолжително или да остане право на слободен избор? Во многу држави гласањето е граѓанска должност, но некаде и законска обврска. Дали задолжителното гласање ја зајакнува според вас демократијата преку поголема излезност или пак го ограничува личниот избор и создава формално учество без вистинска волја? Демократијата не завршува со правото на избор, туку со изборот да се учествува. Но треба ли тоа да биде обврска? Во некои земји, како што се Белгија и Австралија, гласањето е задолжително и излезноста е над 90%. Во други, како Шведска и Германија, гласањето е доброволно, но граѓаните се мотивирани и без законска обврска. Затоа темата денеска во црвена линија е задолжително или доброволно гласање. Што е подобро според вас за демократијата? Секако за учество во црвена линија доволно е да се заврти нашиот добро познат телефонски број 02-307-0005. И секако на самиот почеток една задолжителна напомена во однос на квалитетот на слушањето и вклучувањето во програма. Јас ве замолувам, веднаш штом ќе ве превземат од режија, целосно, на нула, да биде намален тонот на ТВ приемникот. Тоа е нешто што многу пати го повторуваме, но еве по оваа малку подолга пауза секако ќе ве потсетиме, бидејќи многу важно да зборуваме телефонски, односно јас и вие само преку слушалка. И она што секако стандардно го имаме во црвена линија е да ве потсетиме да не заследите и на Facebook и на Instagram, а на Instagram секако еве и зошто, бидејќи црвена линија, знаете, редовно објавува анкети на кои што верувам дека секој еден од вас ќе земе активно учество. Па еве како изгледа денешната анкета на црвена линија на Instagram Story, конкретно на профилот на црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Дали гласањето на избори треба да биде задолжително? Како што гледате, имате две опции за одговор, да, не. Кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор, а секако ќе напоменам дека црвена линија подоцна ќе ги пресмета резултатите од оваа анкета и секако ќе ги објавиме пресметани во проценти. Така да добре дојдени сте, верувам ќе земете активно учество и на социјалните медиуми. Еве и како изгледаме подсетување и секако за оние кои што еве за прв пат ќе ја следат црвена линија, значи профилот на црвена линија на Facebook. Еве како изгледа црвена линија на Facebook. Секогаш темите ги објавуваме, се разбира, преку фотографија. Прашањето е дали гласањето на избори треба да биде задолжително. Ја верувам можеме да го покажеме тоа. А ваше е да пишувате коментари, кои што секако ќе ги читаме во текот на ова издание. И она што особено сакам да ве замолам, да бидеме онакви какви што и бевме пред паузата, односно да се држиме до етиката и правилото на црвена линија, да бидеме пристојни, културни и секако да го избегнеме говорот на омраза, говорот кој што алудира на насилство, погрдни, навредливи зборови, пцости и се останато. Па ако сте подготвени вие, секако сме подготвени и ние. Добар ден! Дали сум ја на линија? Секако на линија сте, повелете, ве слушаме. Добар ден, ова е голема среќа, од прво фаќање и добивање. Дали е тоа баба Роска? Да, она е, ама зашто не тркавото не може да добијам, руките ме болат од врзење. Верувајте, тоа треба малку повеќе упорност, но ајде да се навратиме, први сте во црвена линија, по паузата еве да слушнеме на оваа денешна тема, според вас дали гласањето на избори треба да биде задолжително? Да, јас сум за тоа да биде задолжително и оние што не гласат да се казнат. Да има казни, кои не ќе да гласат да се казнат
и да дое паметно на сите. Како тоа да живее тука, а да ни скочи да каже глас за некого? Па не може тоа така. Што да кажам друго? Многу Па се еве да ве среќна. прашаме дали гласањето на избори според вас рековте треба да биде задолжително, но зошто поголемиот дел од граѓаните еве според вас решија да останат дома и не излегоа на избори? Па, още не се задоволни од животот и затоа така. Ама ја мислам дека понатака нема така да биде. Сега е избрано правилно, па да видиме. Ако и тие измрдат, и нив ќе ги смениме. Нема тука вака така. Што не работи за народот надвор. Така Бабаровска е за това, телевизорот ми се искуци, не ве гледам. Знаете Ама дека него секогаш можете да се вклучите во црвена линија, дури и кога ќе се исклучи телевизорот. Како да е, благодарам за учеството, еве со вас го стартуваме ова најново издание на Црвена линија по една малку, слободно ќе речам, подолга пауза. За оние кои што подоцна се вклучивте, еве ќе потсетиме дека денес конкретно ве прашуваме дали гласањето на избори според вас треба да биде задолжително, еве според вас и зошто поголемиот дел од граѓани решија да останат дома. Па да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ово е прво вртење и прво добивање. Драго ми е дека е тоа така, еве не моравте предолго да се мачите. Задолжително гласање е задолжително. Јас сум 80 годишен човек. Така? До сега немам испуштено гласање. Не се сеќам да имам испуштено гласање, освен кад сум бил во војска. А гласање си е задолжително. А еве според вас зошто поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Па не се задоволни од тие што ги гласат. Не се задоволни. Гласање е задолжително, ама тоа што го гласаш, после не си задоволен. Ја би сакал нешто, ве барам вас, Телма, може ли да добие централа да се јаво на број? Многу ми е потребна. Вака сега, оставете го вашиот број за контакт во режија. Нема да изоставам секако да ви се заблагодарам што земавте активно учество во Црвена линија и секако продолжете да не гледате понатаму. Оставете го вашиот контакт број во режија и секако ќе биде пренесена информацијата па да ве контактираат. А ние продолжуваме, очекуваме секој ден од вас, верувам, ќе биде дел од ова денешно издание на Црвена линија. Како што гледате и на екраните, она што денес ве прашуваме е задолжително или доброволно гласање. Што е подобро според вас за демократијата и зошто еве според вас поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Горет, хвала. Повелете, во Црвена линија сте. Горет, добар ден. Добар ден. Ја толку се јавувам. Драго ми е. До сега никад не сум се јавил. Случајно така. Викам, да се јавам и ја нешто да кажам. Секако добре дојдени сте, повелете. Да, фала ви многу. Ја ценам вашата емисија и поготово вашата телевизија. Сакам да кажам само едно нешто. Се е вредно сам ова и гласање и се. Мислам, коректно е се. По моје мислење. Дали треба да биде еве задолжително или доброволно гласање? Па, по моје треба да биде задолжително, меѓутоа народ има пермисион, така да сам дека многу и мои познати луѓе се ги знам, не гласат. А еве, зошто според вас поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Немаше голема излезност? Па, не знам, дали се разочарани од
од претходната гарнитура на власт изгубиле едноставно, како да кажам, Благодарам многу за вклучувањето и драго ми е што се охрабривте и за прв пат се вклучивте во црвена линија. Верувам нема да биде и последен пат. Една напомена, внимавајте на тајмерот кој што одбројува 90 секунди, но сте добре дојдени како и секогаш. Се разбира за нови 90 секунди со повторното вртење на телефонскиот број 02-307-005. И секако уште една важна напомена, не заборавајте, за да бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, кликајте и на tilma.com.mk. А кога сме и кај социјалните медиуми, уште еднаш ве подсетувам, бидејќи можеби некој од вас и подоцна се вклучивте, активна е во моментот, всушност во текот на целиот овој ден и анкетата на црвена линија, во која што може да учествувате доколку не заследите на Инстаграм. А прашањето на Инстаграм стори е дали гласањето на избори треба да биде задолжително. Имате две опции за одговор: да, не. Кликајте на вашиот одговор и некаде кон крајот, поточно таму некаде по рекламите, ќе ги пресметаме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме. Да ве слушнеме сега во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. И јас мислам дека задолжително треба да биде гласањето. Добро. Арно, ама како шведскиот модел и да ни донесете од шведска луѓе. Да не водат, а не нашите. Дали е во ред тоа? Што мислите вие? Вие сте тука во вашите секунди да слушнеме вие што мислите. Ајде, зошто според вас голем... Мислам дека треба да биде задолжително Така? и да се казнат луѓето. Арно, ама да ни донесете луѓе од Шведска, свесни и паметни. Ајде, кој е одговорот на ова прашање? Зошто според вас поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Јас мислам дека не се задоволни од двата избори или три избори, колку имаме. Само тоа. Само тоа. Ќе Не е бидете... добар изборот. Нема доволен избор. Дали ви излеговте да гласате? Да. Да. Добро. Имате Ама уште... сепак не сум задоволен од понудениот избор, за тоа. Добро, имате уште некои десетина секунди, дали е тоа се или ке? Тоа е се. Тоа е се. Големо благодарам тогаш за споделените одговори со гледачите на црвена линија. Уште една напомена, верувам овој пат ќе можеме да ви демонстрираме како изгледа објавата на темата на црвена линија на нашиот профил на Facebook Црвена линија, како што постојано велам, еве, вака изгледаме, заследете ни на Facebook и секако учество во Црвена линија за оние кои што можеби нема да успеете да се вклучите во живо или вака ви е полесно, пишувајте коментари, односно дадете одговори на денешните наши прашања. Но и да ве посетам секако и кога станува збор за социјалните медиуми и во коментарите да се држиме до пристојност. Сепак ова емисија која што држи до таа етика, да го задржиме културното изразување, да ги избегнеме пцостите, вулгарностите, навредливите зборови. Бидејќи ако се разбира сето тоа не го почитуваме и во рамки на коментари, нема да можеме да ги споделиме со јавноста, ние тоа не го сакаме. Туку напротив, сакаме токму вас да ве слушнеме во целост. Добар ден. Добар ден. Убав ден и ве слушаме во Црвена линија сте. Сакам да изразам. Ало? Да, продолжете, ве слушаме внимателно. Сакам да изразам благодарност за луѓето кои доброволно излегуваат да гласаат. А да биде задолжително, што значи тоа? Некој е присилен да појдеш да го дадеш гласо за некој кој пред се не е културен, не ги завршува работите кој како пратеник или како одбран од народот не ги завршува работите зашто е дебело платен. Според вас, еве, зошто поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Па остана, досадене му е 30 и толку години, ние цело време се лажиме
на избори, на се друго што е околу нивниот проблем кој треба да го решат. Тоа е проблемот. Значи, никако да биде присилно, туку доброволно. Ако сакам, ќе појдам на гласање, а ако не, мислам дека нема ни потреба. Така, добро. Благодарам многу за вашите одговори и активното учество во ова издание на Црвена линија. Секако останете со нас, продолжуваме со гледачите во живо, а секако и наскоро ќе почнеме и со коментарите. Затоа бидете активни и на социјалните медиуми, пишувајте коментари. Добар ден. Добро, еве ќе почнеме тогаш во меѓувреме додека очекуваме ново вклучување. Денес Црвена линија ве прашува задолжително или доброволно гласање. Што е подобро според вас за демократијата? И секако очекуваме еве и од вас да слушнеме според вас зошто поголемиот дел од граѓаните и не излегоа на овие избори. Ќе почнеме со коментарот на Славчо Цако Јакимовски, кој што напиша: по правило треба секој да излезе на гласање и ако не сака за никого, нека врцне, не знам, неважечко, тоа е демократско право. Не е во ред и партије што ги тераат членовите да гласаат по директива. Добро, благодарам многу господине Славчо за коментарот, за активното учество. Ние продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Што е темата? Темата е задолжително или доброволно гласање. Што е подобро според вас за демократијата? Доброволно гласање и парите што ги земаат од граѓаните да финансираат сами во кампања, да не од народот да финансираат. Дали се тоа парламентарни, локални, нека да извадат од джебот свој, нека прават кампањи, телевизии и другите медиуми. Така, ајде да се навратиме на ова. Еве, дали според вас гласањето на избори треба да биде задолжително? Не треба да биде задолжително. Зашто задолжително? Ако сакам демократски, ако сакам ќе гласам. А зашто не одам на гласање? Па 35 години го лажат овој народ. Го лажат. Ќе направиме ова, ќе направиме она. Бесплатен превоз, ќе го очистам ѓубрето за 72 часа. Ќе видиме што ќе направи. Па го лажа народ. Тоа им е због писано ише. Доста им е од лаги. Еве, 4 години сега ќе видиме што ќе направат. А поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома. Зошто? Што мислите? Па го лажат народот, го лажат. Го лажат, обеќаваат нешто што не може да го сторат. Така, благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Верувам дека не следите од таму од каде што се јавувате, така да продолжете и гледајте Црвена линија. Еве, досега можевме да слушнеме низа одговори односно на денешните прашања, задолжително или доброволно гласање. Тоа е темата на Црвена линија. Па според вас, што е подобро за демократијата? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, јас секако на почетокот ве потсетив дека треба да кликате и на telma.com.mk. А еве еден од насловите кои што ги издвоивме: и навивачки факели и слаба излезност. Дали може да го покажеме насловот? Верувам дека да. И навивачки факели и слаба излезност за негативен скопски рекорд, прослави за 55 на ВМРО ДПМН, сеќавање на минатите рекорди во СДСМ и како помина вториот изборен круг. Така да кликајте на telma.com.mk, информирајте се, ајде да слушнеме еве што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Благодарам. Јас веднаш да кажам, сум задолжително гласање да биде. Дури тие што не сакаат да гласаат, нели нивно право, али да плаќаат повисок данок, бидејќи во некои земји од светот има и такви варијанти, ќе плаќаат данок ако не ќе повисок, ако не ќе да гласаат. Бидејќи граѓанинот треба да знае
Дека само кога гласа, тога е граѓанинот суверен. Само тога и ние сме суверени кога гласаме да одбереме и се разбира секој според својот избор. Ако оставиме другите да решаваат во наше име, сме пасивни, тога и последиците сите ги трпат. И затоа ја мислам дека треба да се излезе да се гласа. Ајде, А според не вас... треба да бидеме љубоморни на нормално на политичарите. Не можеме да се споредуваме со нив. Се разбира да не крадат нормално, али инаку не можеме да бидеме богати колку политичарите. Молим? Ајде, според вас, зошто поголемиот дел од граѓаните и решија да останат дома? Па вика, еве, ја ви одговорив. Јас ви одговорив, биде... Ало, ме слушате? Да, внимателно. Оти ми е скоро си исклучен телевизор. Значи, ја одговорив на тоа прашање. Граѓаните веднаш се споредуваат. Вој отишел во политика, се збогатил и им се јавува една доза на љубомора. И треба да бидеме свесни дека не можеме сите да бидеме богати и паметни како политичарите. Макар да и таму има секакви, нема некое мерило, али не треба љубомора да има, бидејќи сепак тие имаат поголема одговорност. Јас така мислам, за тие што се одговорните. Така, големо благодарам и што се вклучивте во Црвена линија. Верувам повторно ќе го вклучите телевизорот со цел да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на нашето денешно прашање. А денес прашуваме: задолжително или доброволно гласање? Што е подобро според вас за демократијата? Продолжете и понатаму да бидете активни на социјалните медиуми и секако да својот удел во Црвена линија го остварите и преку коментари. Ако ви е така полесно или ако не можете да не добиете во живо на 02307-005. Па добар ден! Добар ден и добра вечер, Македонијо. Господине Тале, добре ни дојдовте во продолжението на Црвена линија. Добро бе, најдобро, дај Боже да имаме успешна соработка порано. Така и според вас задолжително или доброволно гласање? За добробит на мајка Македонија, така да имаме успешна соработка. Така и за задолжително или доброволно гласање, што е подобро за вас? Разбран народ со висока граѓанска свест и национална свест не би требало да има задолжително гласање. Но кај некој кој има ниска национална и граѓанска свест и сакат некој да му мачка на лепа, тие само да земаат, така нема, така? Сега, каков народ, таква држава, каков народ, такви политичари. Ако имаме народ достоен, чесен, родолюбив, ќе имаме такви политичари. Но народ кој е дел корумпиран, несвесен, лош поднесување, ќе имаме политичари како народот исто. Сега ние имаме право на избор, така? Имаме право на избор. Изборите се избор. Ќе го одбериш некој најдобар, кој правил добри дела, зголемил пенсии, зголемил плати, фабрики отворал, бил за Македонија ја бранел. Сега ти ако мразиш такви, а сакаш уништувачи, предавници, криминалци и сега и не излегуваш, твој е проблемот, што си за лоша антимакедонска криминална опција. Јас имам опција, добра, патриотска. Благодарам за вклучувањето и секако подсетување, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување, особено како напомена за оние кои што можеби до сега не се јавиле во Црвена линија. Верувам дека ќе бидете дел од ова издание и за прв пат ќе се вклучите и ќе дадете одговор на денешното прашање. Задолжително или доброволно гласање? Што е подобро за демократијата според вас? Добар ден! Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, па кој е вашиот одговор? Најубав ден, драга Тинче. Благодарам многу. Во нашата Република Македонија уште не е воведено за таков закон за задолжително гласање. И си гласа народот по своја волја. Кој сака се гласа, кој сака не. По веќина гласат, дори не важи што се заокружуваат. А зошто заокружуваат секога? Зошто одат кога се заокружуваат? Сите ги заокружуваат. Ајде, според вас, зошто поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Па затоа што не се задоволни. Не се задоволни, не сакаат да одат да гласаат. Не се задоволни од
старите градоначалници уопште не му обратиле паžnја, немат никаков однос према нив и не сакат да гласат. Што и да зборуваме, толку. Ајде, оставиме простор за другите. Биди ми поздравена, пријатен ден и се на југо. Благодарам многу. Големо благодарам секако за учеството во Црвена линија. Останете и продолжете да не следите и понатаму. А ќе ве охрабрам секако за оние кои што може би така ви е полесно, продолжете, пишувајте коментари, односно тоа се и одговори воедно на нашето денешно прашање, а тоа е задолжително или доброволно гласање. Што е според вас подобро за демократијата? Добар ден! Ајде да видиме, може би малку повеќе време треба од едно до друго вклучување, но секако еве во однос на тоа што го напомена гледачката пред малку, ќе ве потсетам уште еднаш telma.com.mk, кликнете и овој пат еве можете да се задржите и на овој наслов, а тоа е на 19.000 неважечки гласачки ливчиња во вториот круг во одредени општини бројот на неважечки ливчиња го надмина бројот на разликата во гласови. Ајде да слушаме што ќе бидат останатите одговори од секој еден од вас, кој што верувам има одговор на прашањето дали сте за тоа да има задолжително гласање или пак доброволно. Што е подобро за демократијата? Добар ден! Добар ден, добро вечер, добри луѓе. Добро вечер и вам. Повелете ве, слушаме. На телефон Миле Керес од Делчево. Поздрав до вас, господине Миле. Фала му на Господ, тука имавме само двајца и се знаеше дека мора да дадат некои промени. Што е до Скопје го пратам целото и цела Македонија, најдобро е да биде доброволно глас. Меѓутоа, сакам да кажам нешто. Дека јас сум малку ги паметам тие 70-те години. Јас сум 69 роден, 70-те ги паметам и председател на местните заедници се бираше од граѓаните. Граѓаните за граѓани, а не тогаш кај нас во Делчево имаше селска и градска партија. Сега се претворија во СДСМ градска, ВМРО е селска. Без навредливи коментари, ве молам. Еве според вас, дали треба да биде задолжително или доброволно гласање? Што е подобро за демократијата? Сакам да кажем дека треба секој граѓанин да гласа со свој ум за свој човек, а не да биде под притисок на партиите на ВМРО, што не малтретираа веќе 35 години. Тоа ми беше зборот. Така. Добро, благодарам за вашето право да ги искористите вашите 90 секунди, кои што секако може и да се повторат, доколку повторно го завртите нашиот број. Уште еднаш благодарам. А ние продолжуваме понатаму и ќе прочитам уште еден коментар кој што е одговор на нашето денешно прашање на Facebook. Коментарот е на Маја Наскова. На прашањето дали гласањето на избори треба да е задолжително, Маја Наскова напиша: демократски е кој како сака. Благодарам, Маја, за одговорот, секако и за активното учество во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме внимателно. Значи, на брзинка. Во 90 секунди. Примарно, една изборна единица, секундарно, да гласаме за личности, а не за листи составени од лидери и управни одбори. Затоа што нема една изборна единица и не гласаме за личности, затоа има све помалку и помалку гласачи, затоа што на сите им е збоктисано од после 35 години да се гласа за некого кого никој не ги познава. Така да на вашето прашање дали е задолжително или е доброволно,
демократијата вика дека мора да е доброволно. А све ова што го спомнав испред, кажува дека на никој веќе не му се гласа. Затоа што гласаме, не знаеме за кого гласаме. Гласаме за листи. Не гласаме за личности. Фала ви многу. Благодарам, малку покуси од предвиденото, но нема да изоставам. Благодарам да ви речам за учеството и од вашите одговори се разбира во ова издание на Црвена линија. Ќе ве потсетам секако дека Црвена линија е наменета токму за вас, за граѓаните. Така да секој еден од вас верувам дека активно, доброволно ќе земе учество во ова издание и во секој едно наредно. Што се однесува до денешното издание на Црвена линија, секако ве прашуваме и ве дали според вас гласањето на избори треба да биде задолжително или доброволно, што е подобро според вас за демократијата. А еве можете да видите дека имаме и денешна анкета. Прашањето е дали гласањето на избори треба да биде задолжително. Да, не. А за да учествувате во анкетата уште еднаш некаде ве навлезани во ова издание на Црвена линија, е доволно да не заследите на Инстаграм, профилот е се разбира Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Така да прашањето е дали гласањето на избори треба да биде задолжително. Вака изгледаме на Инстаграм, така да имате две можности за одговор, две полиња. Да, не, кликајте, бидете активни и секако по рекламите во ова денешно издание ќе следува и соопштување на резултатите од денешната анкета на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Господин Љупчо, еве. Повели. Задолжително или доброволно гласање? Што е според вас подобро за демократијата? Видете, јас ќе се задржам на Уставот. Пошто Уставот е највисокиот правен акт во државата. Тој вели, секој граѓанин има право да бира и да биде биран. Што значи слободна волја. Не можете да му наредите ваша волја на граѓанинот. Уставот го кажува тоа. Сега, ако Уставот е тоалетна хартија, како што некој го прогласи едно време, тогаш може да си играме со вака. Меѓутоа, ако е поставено правото на граѓанините, тогаш ќе си остане така. Граѓанинот ќе избира дали ќе сака да гласа или нема да гласа. Меѓутоа, ние треба да разговараме веќе во оваа држава за моделите на гласање и на избори. Затоа што крајно време е за да разговараме на таа тема. Не сме многу богати, а голтари сме сиромаси, а многу пари се трошат на изборите. Од тие причини ја поише би разговарал на темата сите избори во оваа држава да се направат во една изборна единица и во еден изборен ден. Тоа е и председател, и локални, и парламентарни, све во еден ден. Па дури, пазите, дури председател на Врховен суд и републички јавено обвинител да го ставиме да го гласаме ние граѓаните. И она што е вечна тема, јас тоа заговарам, еден човек, една одговорност. Гледате дека кај нас председателката више е парадна кукла, а дека премиерот ги има сите функции во државата. Благодарам за учеството, продолжете да не гледате. Пристигаат и поголем број коментари. Благодарам и за тоа што станувате се поактивни кога станува збор за профилот на Црвена линија на Facebook. А продолжуваме со коментарот на Горан Чоков. Еве што напиша. Задолжително, заради тоа што на тој начин своето достоинство како граѓанин на Република Македонија ќе го манифестира со останатите граѓани, решава заеднината на своите и идните поколенија за подобро утре. Велат надежта последна умира. Јас велам таа никогаш не треба да умре. Во спротивно, што потоа? Поздрав Црвена линија. Поздрав и благодарам господине Чоков за учеството во ова издание преку коментар. Продолжете, пишувајте. Добар ден. Здраво. Здраво. Да се намали тонот на ТВ приемникот. Да, сега све под контрола, него после толку време се немаме чуена, па еве. Така, малку да се подсетиме на правилата. Да го повториме урокот. Па види вака, дали треба? Би било полезно за државата да излиза што е можно повеќе гласачи на избори, било од кој вид на избори, значи локални, државни и тие работи.
Него би било полезно или пожелно, како да го кажам, да бидат запознаени граѓаните или хрвати не свикат пучанството со некои политички работи што се случуваат во државата, па да имаат увид во некои работи што се случуваат во државата, па тоа да ги стимулира да излезат да гласат или да не гласат. Они само кукат, се жалат, овој не излажа, овој не прелажа, ама не се свесни дека само една мала група решава за нивната судбина. Но тие 100% гласачко тело, ни 30%, 20%, 25%, но нема ни 20%, еве 20% нека биде. Командата со државата се изживljava со нив, со нивните животи, сето тоа ради тоа што не сакат да излезат да гласат. Па би им препорачал да излезат да гласат. Поздрав. Поздрав, благодарам за учеството во Црвена линија. Бидете активни на анкетата и во текот на ова издание на Црвена линија. Малку почесто ќе ве подсетувам на тоа, особено за оние кои што можеби малку подоцна почнавте да ја следите Црвена линија. Се што ви треба е профилот на Црвена линија, се разбира и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Анкетата е објавена на Инстаграм стори или Инстаграм приказна, како сакате, но она што е најважно е го прашањето дали гласањето на избори треба да биде задолжително според вас. Две опции за одговор: да, не. Доволно е да кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Сега го се регистрира одговорот, ќе бидат резултатите пресметани во проценти и соопштени некаде кон крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Но ние не сме на крајот, сакам и понатаму да слушнеме од вас. Дали сте за задолжително или доброволно гласање? Што е според вас и подобро за демократијата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. После долго време па се чуе. Така. Ако е задолжително, значи не е демократски. Кога е доброволно, самите ние знаеме што е демократија. Значи демократија е кога во Белгија беше 18 месеци не изгласава влада. Исто и кај нас. Значи не може и треба да има процентуално застапување, значи 51%. Не е ни 25, не е ни 30, не е ни 30, како нашите поднаводници политичари си го направија. Значи, кај нив е устроено и престроено со такви гласови. Сега, вие треба да поднесете, значи, договарање, значи, прашањето треба да го формулирате во друг аспект. Значи, од каде владата знаеше колку гласови ќе има и како они ќе победат. Значи, тука е прашањето. Ајде според вас, ве молам, зошто еве според вас поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Како го толкувате вие? Сега, затоа што ние и да излеземе и да не излеземе, значи тоа е наше демократско право кое што може да го искористиме. Втората работа е што партијските вработени, значи гласаат, ќе мора да гласаат. Тука се нивните надредени, подредени и одредени, каде што си водат точно прецизен список и каде што репетираат горе во влада, значи во партија, кој што како. И како тоа да премиерот точно знае колку и каде и што ќе тепа, како ќе гласа. Значи тука е неправда. Благодарам за учеството, за одговорите. Внимавајте, затоа тие причини тајмерот го објавуваме на екраните, за да можете да го регулирате временски вашето излагање. 90 секунди се предвидени за едно јавување, но тоа не значи додека траеме дека не можете повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Продолжуваме со коментари. Продолжете и вие секако со активно учество преку пишување во ова издание на Црвена линија. Дали гласањето на избори треба да е задолжително? Тања Д. Николовска еве што напиша. Самото име демократија укажува дека треба да биде на добрата волја на секој граѓанин и собствено убедување. Благодарам многу, господја Тања, што земавте активно учество во Црвена линија. Ако не следите, продолжете да не следите и понатаму. Па, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, да, се слушаме. Повелете. Види, ја да некој натера биле да доаѓам да гласам. Малку нејасно ве слушам. Дали зборувате на интерфон? Да.
Немојте, зборувајте само на слушалка, ве молам. Затоа Сега ме слушате? сега е одлично, повелете. Дали е задолжително? Не треба да е задолжително, нема право секој да ме натреме не да гласам. Дали ме разбирате? Така и ве слушаме, продолжете. Јас не сум од оние пензионери што имам да зборувам многу на телевизија. Гласањето, кој како сака нека гласа, не мора да ме натера, некој мене сосила. Така. Хвала, пријатно. Чекајте уште нешто да ве прашам. Еве, според вас, зошто беше мала излезноста и зошто според вас некои од граѓаните, да речеме, поголемиот дел од граѓаните решија да останат дома? Не ни се свиѓа ова мислам гласање на неколку луѓе што го прави партијата вака. Сега беше само нагла нашија да се тепат и да се победат и да ги поценуваат другата СДС и компанија. Разбирате? Да, и ве слушаме. Дали е тоа се? Молим? Тоа е се, имате уште некои 9 секунди. Нема потреба повеќе, фала Така, пријатно. големо благодарам и драго ми е што сте како останатите и земавте активно учество во Црвена линија. Секој еден од вас е добрододен и секако ќе подсетам дека Црвена линија апсолутно намената токму за вас, за граѓаните и овој простор каде што вие секако ќе можете да дадете одговор на нашите прашања секогаш врзани за актуелни теми. Задолжително или доброволно гласање? Што е подобро за демократијата? Добро вечер. Дали се слушаме? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па моje мислење, секогаш го кажувам моето мислење, доколку бевме развиени како Шведска, како Германија, што ги спомнавте претходно, тогаш би било доброволно гласање. А бидејќи кај нас развиеноста на Балканов малце од пред некој си век, тогаш ако нема излезност, ќе мора да се луѓето да гласат, да биде задолжително. Сега, уште едно моје мислење, мислам дека толку нас не има во државата, голем дел не се во држава луѓе, и затоа е толку мала излезност. Може само 10-15% од граѓаните да не излегле на овие избори, а иначе другите скоро сите излезени. Што се наоѓаат во Република Македонија. Тоа го потврдува и што беше пописот пред неколку години. Ние имавме 1.800.000, не цели 2 милиона, толку имаме и за гласање. А каде се тука малолетните лица? Значи има некои парадокси, кои што уште многу години тешко да ги разјасна. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам за учеството во Црвена линија. Марко Поло напише: изборите се своеволни доколку има незадоволство од политичарите како работат или какви политики носат, тогаш легитимно е да им се испрати порака. Доколку не се излезе дека не се ниту пожелни и се анонимни луѓе кои што партијата ги кандидира, а ние граѓани не имаме граѓански здруженија, партиите се само збир на граѓани, према тоа доброволно е и демократски да по свој избор се гласа и требаше да се донесе закон доколку градоначалникот се однесува лошо, носи лоши одлуки, да се има можност со одреден број на граѓани од истата единица која е избран и да се одповека. Благодарам Марко Поло, време е да ги погледнеме рекламите, по рекламите следуваат и резултатите од анкетата. Ајде сега да погледнеме какви се резултатите од денешната анкета на Црвена линија. На прашањето дали гласањето на избори треба да биде задолжително, еве како одговори оние кои што не следат на профилот на Црвена линија на Инстаграм. Со да одговорија 55%, со не 45%.
Тука, почитувани, останува да ви се заблагодарам за денешното ваше активно учество во Црвена линија. Секако на Facebook заследете ни и на Инстаграм во овој момент. На Инстаграм за да земете активно учество во утрешната анкета, а на Facebook можете секако да продолжите преку коментари и меѓусебно со дискусија. Останете на Тилма. Она што следува е репризното издание на Бизнес Објектив, а ние се гледаме утре во стандардното наше време.